почитуван амбасадор Пломб, почитуван заменик председател на владата професор Кочоан Ѓушев, почитуван директор на Фондот за иновации и технолошки развој господин Јован Деспотовски, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитуван професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван декан на Машинскиот факултет во Скопје, професор Дарко Данев, почитувани професори, наставници, студенти, ученици, представници на медиумите, дами и господа. Најнапред ви благодарам за поканата и дозволете да го изразам моето лично задоволство што има можност заедно со сите вас да присуствувам на одбележување на 21 април, Светскиот ден на креативноста и иновативноста. Ова е одлична можност да продискутираме за потребата за развивање на креативноста кај младите луѓе, за зајакнување на иновативниот и предприемачки дух, како и за градење на подобар образовен систем кој сето тоа ќе го стимулира и ќе овозможи поголем и одржлив општествено-економски развој на Република Македонија. Во суштина, секое општество, секој бизнис бара креативни, слободоумни личности кои можат да бидат научници, инженери, медицински истражувачи, иноватори, предприемачи, уметници, писатели и илустратори, дизајнери, наставници, но и родители, кои ќе ја управуваат иднината и од нив се очекуваат високи достигнувања, како што кажав, тие да го носат прогресот во општеството. Општо е познато дека креативните луѓе решаваат проблеми, комуницираат на нестандардни и нови начини и создаваат нови трајни вредности. Од друга страна пак, секој поединец се раја креативен, на еден или на друг начин. Уште од најмала возраст наоѓаме иновативни начини за да се движиме низ животот. Најкреативните луѓе наоѓаат начини да ги заобиколат препреките, бидејќи ги гледат не само како блокади, туку и како нови можности и предизвици, а така се раѓаат и иновациите и така настануваат новите големи бизниси, како например Amazon, Microsoft, Facebook и многу други. Но овие особини, овие способности за креативно и иновативно размислување и делување треба да бидат поддржани. Мора континуирано да се надградуваат, а тоа е возможно преку поддршка и стимулација на поединецот од неговата средина, од државата и од образовниот систем во кој е вклучен. Знаете, целта на секој современ образовен систем е да ги подготви учениците и студентите за живот надвор од училницата, да ја развие секоја млада личност за да направи професионална кариера, која ќе се базира на низините желби од една страна, но и знаења и личната креативност од другата страна. Како влада и како министерство сме свесни за ова работа. И затоа во процесот на реформирање на нашиот национален образовен систем обрнуваме внимание да се подобрат неговите перформанси од аспект на подигнување на креативноста и иновативноста на сите учесници. Ке издвојам неколку поважни активности. Имено во изминатиот период Министерството ги воведе предметите иновации во основното образование и иновации и предприемништво во средното образование. Во актуелниот период пак со најавените новини ќе дојде до растеретување во наставата и кај учениците, а и кај наставниците. Ќе бидат намалени и административните обврски на наставниците, а ќе работиме да се зголеми нивниот дигнитет за да може да испорачуваат повеќе и подобри резултати. Следуваат и промени во наставните програми и во учебниците. Сите овие чекори се токму во насока на добивање на повеќе време и поголема креативност во работата, во учењето и воопшто во матрицата на размислување. Поддршката ја обезбедуваме и преку Фондот за иновации и технолошки развој,
чие раководство морам да го пофалам во ова прилика, затоа што навистина се труди средствата кои се на располагање што повеќе да допрат до крајните корисници, односно максимално да бидат искористени за намената и за категориите за која владата ги има обезбедено. Овие активности и наши заложби ќе обезбедат ефект на долг рок, така што потребна е трпеливост и напорна работа, а тоа е наша одлика и ние нема да отстапиме од крајната цел, а тоа е градење на општество базирано на знаење и иновации. Ви благодарам.